Почитувани гледачи, добра вечер. Добре дојдовте во најновото издание на Трета порта, интернет политички магазин. Во оваа емисија ќе зборуваме за најактуелните случувања од изминатата недела, а тие се разбира се назначувањето на нови министри од страна на Демократската унија за интеграција или поточно личностите на тие министри кои беа огромно изненадување за јавноста, но и за познавачите, пред се поради нивното неискуство, нивната младост. Втора тема која се провлекуваше оваа недела и беше доминантна, тоа се условите за одржувањето на изборите на 5 јуни. Ке зборуваме и за тоа, а ќе видиме и неколку други актуелни теми. Почнуваме со новите министри на ДУИ, или како што некои во шега ги нарекоа новите деца во политиката. Одиме со еден профил на еден министер и дел од насловите во медиумите. Кој ни е нов министер за правда? 26 годишен помлад соработник со ниту 5 годишно работно искуство. Ова е новиот министер за правда Валдет Џафери. Нема ниту 5 годишно работно искуство. Неговата биографија ви ја доставуваме во целост, од која може да видите кој ќе го води овој сериозен ресор. Дали ова зборува сериозно за премиерот, владата и ДУИ која ги предложи? И еве го тука CV-то на господинот Валдет Џафери, за кого пишува дека и сега работи во Министерството за правда. Значи, тој завршил мастер студии во 2011 година на Универзитетот во Југоисточна Европа во Тетово, таму е студирал. И ево го работното искуство. Секретар на економски факултет во Државниот универзитет во Тетово, секретар на факултетот за прехранбена технологија и исхрана на Државниот универзитет во Тетово, Министерство за правда, кабинет на министерот, советник на министерот за правда. Значи, тоа е од советник во кабинет и без со многу мало работно искуство, директно во фотелјата на министерот за правда. Одиме сега со коментарите, со реакциите на овие информации. Владко Василј, познат корисник на Facebook, на Twitter во Македонија, еден од најактивните учесници на социјалните мрежи, но исто така и колумнист, овој пат во Фокус. Да видиме негов текст за ова. Еве фотографијата на Владко Василј. Алибаба, Алиекспрес и Али Ахмети. Тука е пазарот. Промената на новите министри може да ја толкуваме како нова голема инвестиција од страна на владата. Отворени нови 7 нови работни места за нови 7 министри на ДУИ. Предност имаа младите со или без претходно работно искуство како министер. Со назначување на новите млади министри од ДУИ се отвара можност и се покажува пример за младите, па наместо тие да се оцелуваат од државата, може да останат тука и да се надеваат на едно министерско место во владата. Значи, еден сатиричен пост на Владко Василј. А во медиумите излегуваат и нови информации, нови детали околу новите министри, а еден од оние поинтересните е дека еден од новите министри на ДУИ кои веќе се изгласани од владеачкото мнозинство, земјава не ја нарекувал Македонија, туку Фиром. Еве еден од насловите. Еве за кого гласаа патриотите од ДПМНЕ. За новиот заменик министер во Министерството за транспорт и врски Фатон Положани, Македонија е Фиром. И тука е ставен негов Facebook пост. Предлогот на ДУИ за заменик министер во Министерството за транспорт и врски Фатон Положани по полуфиналниот меч во кошарка на Македонија со Шпанија во 2011 година ја нарекол државава Фиром. И тука еве е ставен тој пост.
Одиме со коментарите на Ван Хауте, доскорешниот посредник во преговорите помеѓу политичките партии, кој веќе не ја врши таа улога, откако Ван Хауте и јавно беше, може да се каже условно кажано, народски избркан од страна на владеачката ВМРО ДПМН од преговорите, но Ван Хауте не престанува да ја занимава јавноста со неговите коментари кои се однесуваат на политичката ситуација, па сега Ван Хауте пишува и за новите министри. Ван Хауте: дали граѓаните имаат право на компетентни министри во време на криза? Питер Ван Хауте, доскорешен олеснувач во преговорите помеѓу македонските партии за излез од кризата, на Твитер ги прокоментира новоназначените министри на ДУИ во владата на Република Македонија. Нови министри: дали граѓаните имаат право да бараат компетентни министри во време на политичка криза, прашува белгиецот. Новите министри пристигнаа свежи и неоптоварени со претходни знаења, констатира Ван Хауте. Тоа е коментарот на Ван Хауте и ќе видиме уште една реакција, таа е на Мухамед Зекири, новинар и уредник, кој сега вели, дава негов суд за новите министри на ДУИ. Мухамед Зекири вели: кандидатите на ДУИ се деца послушници за една употреба. Така ги нарече новинарот Мухамед Зекири 12 кандидати на ДУИ за нови министри и заменици министри во владата. Ваквите ефтини трикови нема да поминат кај албанците и воопшто во македонската јавност, додаде тој. Продолжуваме со темата дали во Македонија ќе има избори на 5 јуни и дали тие избори ќе бидат фер и демократски или според онаа нова терминологија која најчесто се употребува, дали тие ќе бидат кредибилни или веродостојни. Одиме со колумна на Ерол Ризаов. А доајенот на македонското новинарство вели дека ако се одржат на 5 јуни, дека нема изборите да бидат слободни. Тој насловот на колумната, ке нема слободни избори, илустрирана е со јустиција, богиња на правдата. Ако воопшто има избори на 5 јуни, тие сигурно нема да бидат ни слободни, ни веродостојни. За тоа има многу причини, но три се најдраматични кои се вбројуваат во арогантно непочитување на договорот склучен меѓу лидерите на релевантните политички партии. Прво, власта не сака слободни медиуми. Второ, не сака вистинска контрола на избирачките списоци. И трето, на секој чекор ги попречува правдата и владењето на правото со постојано обструирање на работата на специјалното обвинителство. Собранието без ниту еден рационален аргумент, освен на гласачка машина, грубо ја отфрли законската регулација за медиумите и професионалната определба на независните новинари и новинарски организации, предложена преку опозицијата со поддршка на меѓународната заедница и бројни еснавски асоцијации за медиумски слободи. Тоа го пишува Ризаов, споделувајќи ја неговата анализа дека изборите нема да бидат слободни, а исто мислење има и новинарот Бранко Тричковски, кој сега исто така пишува колумна со сличен наслов, малку подиректен, и вели: избори не фала. Тука Тричковски во дел од колумната директно се обраќа на опозицијската СДСМ. Јас не знам дали на Бихачка се свесни дека всушност немаат избор. Ставот на општеството ќе го одреди ставот на Социјалдемократскиот сојуз во поглед на изборите, а не обратно. Тоа е драматична промена во општествената политичка и културна конфигурација. СДСМ и опозицијата не се повеќе фактори кои емитираат политички релевантни содржини, преку кои може да ја моделираат ориентацијата на општеството. Го загубија историскиот ритам. Новата алокација на авангардноста ги потиснува. Не се во состојба да фатат чекор со динамиката на процесите и со потребите на луѓето.
Не постои начин на кој СДСМ може да го убеде општеството дека треба да излезе на избори на 5 јуни, а општеството има начини да му покаже на СДСМ колку многу ќе сгреши ако реши да излезе, така што ќе го убие. Тоа важи и се разбира и за ВМРО. Како политичка партија, ВМРО е мртва организација, општеството ја уби и ја прогласи за мртва. Тоа го пишува Бранко Тричковски. Одиме сега малку со коментарите на социјалните мрежи, со реакциите на Facebook кои се однесуваат на изборите, а кои се бројни. Може слободно да се каже дека на социјалните мрежи од страна на оние редовни коментатори најмногу се зборува за изборите и за условите за нивното одржување. Одиме со Джелјо Хоџик, новинар, колумнист, кој пишува: дека нема услови за фер и демократски избори, одамна кажавме. Режимот ќе ги распише изборите на 5 јуни, одамна кажавме. Не смее да се оди на уште едни избори на кои Груевски и другарчињата после се ќе добијат легитимитет. Исто така, одамна кажавме, сега останува до 5 јуни да се повторува ова. Тоа е Джелјо Хоџик. Одиме со уште еден редовен Facebook коментатор, тој е Даме Чкатровски, кој исто така има едно размислување во улога на опозицијата. Чкатровски вели: да можев да одлучувам во опозиција, на 5 јуни не излегував на избори и ќе соопштев дека со ДУИ никогаш нема да бидам коалиција без разлика што ќе направат на изборите. Па нека им е уште потешко и нека се земат членски од ВМРО ДПМН. А опозицијската СДСМ досега во овој циклус предизборен немаше така јасен став за тоа дали ќе оди на избори и дали има услови за одржување на изборите во јуни, иако претседателот на СДСМ Зоран Заев и останатите членови повторуваат дека се подготвени за избори како што велат, но дека за тие избори треба да има обезбедено услови. Еве ќе видиме една од тие вести. Ова е една од средбите на опозицијата со помалите коалицијски партнери. Насловот е: Здружена опозиција, без прочистен список нема фер и регуларни избори. Претседателот на СДСМ Зоран Заев и генералниот секретар на СДСМ и министер за внатрешни работи Оливер Спасовски се сретнаа со партнерите од Здружената опозиција. СДСМ и коалицијските партнери едногласно заклучија дека се подготвени за избори во секој момент на кој што постои цврста убеденост дека промени ќе се случат, но дека обврска на сите институции и политички субјекти е во Република Македонија да се спроведат фер и регуларни избори. Ќе видиме уште еден текст во кој што зборуваат Димитар Димитров, кој е поранешен амбасадор на Република Македонија во Холандија, Ивана Јордановска и Дане Талевски, кои што велат: со некредибилни избори, авторитарниот режим ќе ја зајакне културата на неказнивост. Еве фотографијата од тројката. Разврската на институционалната криза во Македонија пред се зависи од тоа дали во земјава ќе се спроведат кредибилни избори. Уште едни лажирани избори само ќе ја ескалираат политичката криза во земјата и ќе бидат негативен пример за демократските процеси во регионот. Се вели во документот за јавна политика крај на кризата во Македонија имали пилот во авионот, изработен од Никола Димитров, поранешен амбасадор на Македонија во Холандија, Ивана Јордановска и Дане Талевски. А во изминатите денови амбасадорите на западните држави во Македонија
пред се амбасадорот на Соединетите Американски држави и амбасадорот на Европската Унија одржаа неколку интервјуа за медиумите во кои што повторија дека Државната изборна комисија треба да се изјасни дали има услови за одржување на избори, дали е прочистен избирачкиот список и дали се исполнети генерално сите оние услови за одржување на кредибилни избори. Во Скопје во посета беше и директорот на Секретаријатот за проширување на Европската Унија Кристијан Денилсон, кој повтори една слична порака. Да видиме еден од тие текстови. Еве, ова е објавен на порталот на Нова ТВ. Денилсон има уште многу работа до одржување на кредибилни избори. Одложувањето на изборите даде уште малку време за напредок при подготовката на изборите. Како и да е, има уште многу работа и на средбите им порачав на партиите и на државните институции да работат заедно за одржување на кредибилни избори и да земат учество во изборниот процес. Ова го порача директорот на Директоратот за проширување на Европската Унија Кристијан Денилсон по денешната средба со представниците на 4 најголеми партии во Скопје. Особено им порачав на државните функционери и на институциите да ја поддржат работата на ДИК во прочистувањето на избирачкиот список за да се врати довербата кај граѓаните. Ова е дел од изјавата на Денилсон. А за времето на овие случувања, на овие оценки се случи една, слободно може да се каже, немила вест. Тоа е дека во просториите на невладината организација МОСТ, која со години ги наблюдува изборите, упаднала финансиска полиција, што од страна на оние наблюдувачи кои ја следат целата работа се окарактеризира како притисок врз таа организација која во последните денови, во последниот период има доста критички став кон условите за одржување на избори. Ова пред се прв алармира доскорешниот посредник во преговорите Питер Ван Хауте, кој повторно е активен и на ова поле, а евеа веста која се пренесе во медиумите. Финансиска полиција влегла во невладината МОСТ. Од невладината МОСТ засега ниту потврдуваат, ниту негираат дека се случило ова, но најавуваат пресконференција. Поранешниот белгиски посредник Питер Ван Хауте синоќа на Твитер напиша: награда за владата која испрати финансиска инспекција да ја замолчи невладината организација која е критична кон подготовките за изборите. Ако го зборуваме за финансиска инспекција, многу наблюдувачи, многу аналитичари сега очекуваат да видат дали финансиските органи на државата ќе ја испитаат работата на оние македонски фирми и поединци кои имаат нелегални сметки во странство, пред се во контекст на објавените документи, така наречените Panama Leaks, Panama Files, значи за оние фирми кои поседуваат такви офшор сметки во Панама, една афера која го тресе целиот свет, но и во која веќе известно е дека има и македонски компании. Она што е важно да се потенцира е дека познавачите велат дека доколку некој има сметка во Панама, тоа не значи дека тоа е де факто дека тука има инкриминирано некаков криминал, но дека сепак институциите треба да го испитаат тоа и да видат дали тие средства се легални и дали се работи за евентуално перење на пари. Ке видиме еден текст, еве, ова е повик на движењето Левица, кое ги повикува надлежните да ја испитаат работата на оние субјекти кои имаат сметки во Панама. Јавно обелоденување на имињата на македонски граѓани кои се дел од аферата Панама документи се вели во текстот. И од Левица велат: воопшто не сме изненадени што јавното обвинителство нема намера да го расчисти случајот швајцарски сметки, слично како што нема намера да го расчисти случајот со прислушувањето во Македонија.
Немаме ни илузии дека ќе сакаат да истражат дали има македонски граѓани кои се инволвирани во најновата афера со офшор сметките во Панама. Затоа сакаме јавно да ги поддржиме и охрабриме новинарите активно да се вклучат во обелодонувањето на скриените пари. Исто така го повикуваме и специјалното јавно обвинителство да отвори постапка за овие сомнителни случаи поврзани со перење пари од страна на корумпирани македонски политичари. А дел од медиумите веќе почнуваат да ги објавуваат компаниите кои имаат сметки во Панама, едни од нив се и порталот Нова, еве да видиме еден од тие текстови, кои македонски фирми и лица имаат врски со Панама, пишува Нова. Важно е да се нагласи дека само по себе поседувањето сметка на една од познатите офшор дестинации не е нелегално. Сепак, според новинарите на германскиот вестник Süddeutsche Zeitung и меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари, главната цел на адвокатската канцеларија била да го крие идентитетот на вистинските сопственици, но и да ги советува како да се сокриваат данок и успешно да ги кријат трагите. Во пресред на скандалот која тресе најозборуваната земја во светот, Панама објавуваме дел од македонските компании кои имаат врски со оваа позната офшор дестинација, за кои Нова ТВ и други медиуми пишувале и истражувале во минатите години. Овие компании не се дел од аферата документите од Панама, меѓутоа во Панама и во другите офшор дестинации оперираат стотици вакви адвокатски канцеларии кои даваат услуги за илјадници клиенти како во аферата поврзана со Мозак Фонсека. И тука се објавени тие компании, тие што сакаат да ги видат, можат да го отворат целиот текст. А сега Балканската истражувачка мрежа пишува за една друга компанија, тоа е компанијата Ексико, за која се пишуваше на широко и надолго во македонските медиуми. Па насловот на Бирн е дека Ексико ги врзува Панама и Белизе во Македонија. Македонската фирма Ексико е можеби најмистериозната компанија во земјава за која се знае дека има капитал од офшор даночни раеви, дека е поврзана со заеднички бизниси со Орка Холдинг, но и нејзиниот вистински сопственик засега останува тајна. Првиот сопственик на познатата фирма Ексико е Delta Investment Ltd, офшор компанија со седиште во Белизе. Во 2008 година се менува сопственоста, нов газда станува Calvus LLC од Соединетите Американски држави, а на иста адреса се наоѓа и фирмата Finzi LLC, сопственик на порталот NetPress. Имено NetPress е регистриран од компанијата NetPress.com која во целоста сопственост на Finzi Doyle, формирана од американската компанија. Значи, тоа е таа замрсена мрежа на собственост на сомнителни, условно кажано, компании. А светот ја потресе уште една афера која е поврзана со документите од Панама. Тоа е улогата на премиерот на Исланд, меѓу другите политичари кои се обелоденуваат во оваа афера, кој беше откриен од страна на новинарите дека има таму вмешаност во компанија во Панама, но кој првично одби да поднесе оставка. Но по протестите на граѓаните пред исландската влада, пред исландскиот парламент, тој сепак ја поднесе оставката еден ден потоа и за ова сега реагираат многу македонски граѓани кои целата оваа ситуација на Исланд ја поврзуваат со ситуацијата и во Македонија. Одиме со коментарите на Facebook. Марија Гашовска. Да имаше контрапротести во Исланд. Автобусите ќе беа на 2 спрата, со клима, со телевизор, со водич на микрофон и со се, а сендвичите со свеж лосос. Другото си е во бел свет. Значи, веднаш сите зборуваат за тие фамозни контрапротести по кои Македонија речиси стана препознатлива во светот. Рубин Земон
универзитетски професор, исто така пишува за состојбата во Исланд, за оставката на премиерот. Еве таа вест. Овој требало да дојде малку на обука во МВР ВМРО. Како не му се јави на Грујо, ќе му кажеше да организира контрапротести, а можеби и ќе му пушташе 30 на авиони со контрапротестанти. А замислете пак Иванов да одбие предлог на Грујо кај нас. Тоа е за оставката на премиерот и за тие алузии на нашата состојба. Одиме со останатите информации кои ги имаме подготвено во оваа трета порта. Една од нив е улогата на судот и ставот на специјалното јавно обвинителство во пуштањето во домашен притвор на доскорешниот началник на петата управа на МВР Горан Груевски, кој е осомничен во аферата преслушување и за уништување на опремата за преслушување. Сега специјалното јавно обвинителство вели: осомничениот началник во УБК Горан Груевски може непречено да влијае на сведоците затоа што кривичниот совет само му забранил да го напушта домот каде се спроведува мерката куќен притвор, но не му ја ограничил комуникацијата, велат од специјалното јавно обвинителство. Оттаму објаснуваат дека изречената мерка на кривичниот совет на основниот суд нема да ги постигне целите, затоа што осомничениот без проблем ќе може да влијае на сведоци, бидејќи не му е ограничена комуникацијата. Тој може дома да прима гости, неограничено да зборува на фиксен на домашен телефон, да користи интернет. А околу притворот на Груевски се пишуваше: многу се правеа споредби со останатите притвори во државата кои беа доследувани на оние најпознати случаи со кои се занимаваше јавноста во изминативе десетина години, па така се направија и многу паралели и многу апсурди за одлуките на судот, како сега судот во последните одлуки кога се работи за највисоките функционери доскорешни на ВМРО, ДПМН носи сосема спротивни одлуки од доскорешната судска пракса, за која инаку имаше многу поплаки, но одеднаш сега судот се реши да постапува сосема поинаку и за овие постапки многумина наоѓаат една поврзаност помеѓу судот и извршната власт, што се разбира судот го демантира. Одиме со уште две теми. Едната е за имотните листови на функционерите кои поднесуваат оставка од функциите, како што е познато во јавноста. Функционерите кои ги напуштаат функциите се обврзани до антикорупцијската комисија да достават апдейт на својот имотен лист, а ова не го направи според медиумите и доскорешниот премиер Никола Груевски. Имотниот лист на Груевски го нема на сајтот на антикорупцијската, рокот е поминат, комисијата молчи. Имотниот лист на Никола Груевски го нема на сајтот на антикорупцијската комисија, констатира Телма телевизија. Иако е поминат законскиот рок од 30 дена од неговото заминување од премиерската функција за тој да го достави до антикорупционерите, се уште нема одговор дали го сторил тоа. Телевизијата уште пред месец и половина се обратила до антикорупцијска зашто имотниот лист на поранешниот прв човек на владата не е објавен, но и тогаш, како и денес, од таму не го добиле одговорот. И емисијата ќе ја завршиме со колумна на Менче Атанасова Точи, долгогодишен новинар кој ги следи проблемите во здравството и која сега пишува за изградбата или поточно кажано за неизградбата на најавениот нов клинички центар. Колумната на Точи е насловена: дупката во клинички не е дупка, догод од 100 милиони евра не постои. Пред некој ден го прашав министрот за здравство Никола Тодоров докаде е изградбата на новиот клинички центар Мајка Тереза. Се насмеа шеретски и ми одговори: чекаме банката на Советот на Европа да го распише тендерот и си замена од пресконференција. Толку.
веројатно мислеше дека ме замолкна со дипломатскиот одговор ни вака ни така, откако претходно ми дофрли, уште ли ќе поставувате прашања, бидејќи едно веќе поставив. Не ме збунивте, министре, со овој одговор и немојте ниту за момент да помислите дека со ова ќе се оправдате што 3 години откако со екс-премиерот Груевски сечевте лента и го означивте почетокот на изградбата на грандиозниот објект, на местото стои само дупка. Ја срушивте старата зграда на клиниката за гинекологија, багерите ископаа дупка, вие се сликавте, дававте изјави за проектот тежок цели 70 милиони евра, чија изградба требаше да биде завршена во 2017 година и завесата се спушти, представата заврши. Со ова ја завршуваме ова трета порта. Почитувани гледачи, емисијата следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. И сетете се на нашото мото, дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика, заклучоци носете сами, а останете и со програмата на 24 вести.